Војаш ќе стане татко. Видео обраќање на младиот пејач ги остави фановите во шок. Младата музичка ѕвезда Војаш се огласи со емотивно видео на TikTok, за кое најави дека на 29 октомври ќе сподели нешто многу важно, но не откри точно за што станува збор. Со оваа изјава ги подгреа сите шпекулации и предизвика вистински бран реакции на социјалните мрежи. Браќа и сестри, веќе неколку месеци размислувам за нешто што за мене е многу важно, а сакам да го споделам и со вас. Не знам на кој точно начин да ви го соопштам и како да пристапам, но суштински сметам дека дојде време за тоа. На 29 октомври ќе ги споделам сите детали и информации со вас. Тоа за мене представува многу важен датум, така што очекувам дека ќе бидете сите тука, заедно да слушнете што имам да кажам, бидејќи за мене тоа е генерално многу важно. Ви благодарам, рече Војаш во TikTok видеото. Фановите со разни теории, од татковство до крај на кариера. Под објавата, фановите веднаш почнаа со коментари и предпоставки, при што се издвоија две главни теории. Дали Војаш станува татко или пак планира повлекување од музичката сцена. Некои од најкоментираните реакции гласат: "Мислам дека станува татко", напише корисник и доби десетици лајкови. И додека некои тврдеа дека станува збор за маркетинг трик, други се загрижија дека навистина би можел да ја прекине кариерата. Иде приказна дека ќе ја заврши кариерата. Се надевам дека нема тоа да го објави, коментираше страница за непознати личности. Маркетинг чист ептен, се надоврза друг корисник. Што значи ова видео? Дали навистина е крај на кариерата? Праша загрижен фан со над 200 лајкови. Останува да видиме што ќе објави Војаш на 29 октомври. Дали се работи за нова животна фаза, повлекување од сцената или нешто сосема трето? Останува да дознаеме. Сигурно е само едно. Војаш успеа да ја крене целата јавност на нозе и сите со нетрпение го очекуваат 29 октомври. Braći i sestre, već mesecima razmišljam o nečemu što je meni jako važno i to bih želeo da podelim sa vama. Nisam znao do sada na koji tačan način to da vam kažem i kako da pristupim tome i suštinski mislim da je došlo vreme za to. 29. oktobra ću da podelim sve detaljnije informacije sa vama. To je za mene jedan jako važan datum, tako da očekujem da ćete biti na okupu, da čujete šta imam da kažem, jer je za mene generalno jako važno. Hvala. Не се договоривме вака, живот мој ме скрши на милион делови. Сопругата на Панчо со трогателна пруштална порака. Во деновите на тага кога умото не може да најде зборови да ја опише болката, сопругата на Панчо, Маја, се прости од својот сакан со кратка и емотивна порака што ги скрши на милион делови и оние кои ја читаат. Не се договоривме вака, душо моја, љубов моја, живот мој, ме скрши на милион делови, напиша таа со зборови кои доаѓаат од дното на душата и носат многу болка. Маја и Панчо беа заедно од 2013 година и заедно имаат две прекрасни дечиња, а како што има изјавено во едно интервју, најголемиот негов страв бил неговите деца да растат без татко, како што и самиот тој пораснал. Покрај својот последен поздрав со саканиот, Маја не заборави и да им се заблагодари на медицинските тимови во болницата каде што престојуваше Панчо, како што напиша, и подариле нешто непроценливо, времето поминато со него, во кое успеале да си кажат се што дотогаш не можеле. Вие бевте тие кои ми дававте 7 месеци можност да се гушкам и зборувам се што не си кажавме цел живот. Ви благодарам за секоја секунда, посветена од сите вас како болница, која ми станавте и втор дом изминатиот период. Немам зборови и нема утеха, а знам дека сите вие сте скршени од болка, коментираше таа на објавата од болницата. Лом во најава, Боки 13 најави брутален подкаст со директорот на Хајп империјата, Саша Мирковиќ. Ќе гори целиот Балкан. Боки 13 најави ексклузивна нова епизода од својот подкаст, кој ќе се емитува денес во 21 часот на неговиот YouTube канал, а гостин ќе биде никој друг туку Саша Мирковиќ, директорот на Хајп империјата. Ќе биде историска епизода, ќе се зборува отворено, брутално и без пардон. Лом во најава, ќе гори цела Македонија.
цела Србија и целиот Балкан, најави Боки. Боки ни откри дека со Саша се познаваат долги години, од 2010-та. 15 години долг однос, пун со заработка, доверба и заеднички приказни, кои сега како што се најавуваат ќе излезат на виделина. Ќе го прашам се и се што, а тој, каков што е, ќе одговори на се, рече Боки, најавувајќи разговор каков што не сме чуле досега. Во подкастот ќе се зборува и за проектот Хајп звезди, како и шпекулациите дали Боки ќе биде дел од жирито. На нашето прашање, дали тој ја прифатил поканата да биде дел од шоуто, тој одговори дека се ќе биде откриено во понеделник и дека тогаш ќе се знае дали ја прифатил поканата или не. Најавата ветува откривање на детали, што досега не се чуле далеку во јавноста. Смел дневен грабеж во Лувр, Париз. Украдени непроценливи Наполеонови бисери. Покрената огромна потрага. Вчера во околу 9:30 часот наутро, додека илјадници туристи проследуваа уметнички настан во светски познатиот музеј, група добро организирани криминалци се појави на фасадата на Лувр. Со маски на лицето и алатки во рацете, тие пристапија до галеријата Аполо, каде се чува накитот на Наполеон Бонапарта, неговата сопруга Жозефина и повеќе императори. За само 7 минути тие искористија дигалка, која изгледаше како голема скала. Од товарно возило ја поставија до зидот, го пресекоа заштитното стакло со дисков сечач и влегоа во изложбениот простор број 705. Таму расипаа 2 витрини и ги украдаа 9 највредни предмети од колекцијата на Наполеон и Жозефина. Еден од предметите, кралската круна на императорката Евгенија, подоцна беше пронајдена фрлена под прозор на Лувр и уништена на парчиња. Кога стигна полицијата, крадците веќе беа далеку, избегаа на скутери низ Париз, оставајќи зад себе многу прашања. Министерот за внатрешни работи, Лоран Нунјес, потврди дека се води истрага за дело организирано од масовна мрежа. Министерката за култура, Рашида Дати, исто така беше на местото на настанот, придружувајќи го тимот и наведувајќи дека крадењето се случило во часот на отварањето на музеот. Според медиуми, ова е една од најсмелите кражби на уметничко наследство во последните години. 3 легенди на иста сцена: Аца Лукас, Мира Шкорик и Мирослав Илик. Кафанска вечер во Сараево, која не смеете да ја пропуштите. На 1 ноември сите патишта водат во Скендерија. Сараево се подготвува за вечер исполнета со емоции, музика и вистинска балканска атмосфера. На 1 ноември, со почеток од 21 часот во салата Скендерија, ќе се одржи големиот музички спектакл под наслов Кафанска ноќ, каде на иста сцена ќе настапат тројца великани на музичката сцена: Аца Лукас, Мира Шкорик и Мирослав Илик. Ова е исклучителна можност љубителите на забавната и народната музика да уживаат во незаборавна вечер, исполнета со безвременски хитови, кои ја одбележале младоста и животот на многумина ширум Балканот. Аца Лукас, познат по енергичните настапи и емотивните балади. Мира Шкорик, дама со моќен глас и долга кариера. Мирослав Илик, легендарниот музичар, символот на српската народна музика, сите заедно на едно место, гарантираат вечер која долго ќе се памети. По видео поканата, Мира Шкорик порача: Скендерија, 1 ноември, Кафанска ноќ, најлудата забава на Балканот. Дојдете, ве очекуваме. Аца Лукас, Мирослав Илик и Мира Шкорик. Ве бакнува многу. Влезниците се веќе во продажба и можете да ги купите на сајтот ulaznice.org. Организаторите апелираат сите заинтересирани навреме да си обезбедат билет, бидејќи интересот е огромен, не само од Босна, туку и од целиот регион. Подгответе се за вечер, што не се пропушта. Кафанска ноќ во Скендерија ќе биде музички настан за паметење. Највеќа кафанска ноќ на Балкану. Аца Лукас, Мирослав Илич и Мира Шкорич. Скендерија, 3 легенде на едно место. Припремите се за праву музику и незабораван провод. 1 новембар, Сарајево, Скендерија. Улазнице можете купити на ulaznice.org. Видимо се!